и невладени организации кои функционираат во таа општина и втората група на активности се состои во централната власт, поточно во Комисија за еднакви можности при Собрание на Република Македонија. Ќе ве објаснам детално во активностите кои што ќе се насочат сега во оваа општина. Ние всушност почнуваме сега со имплементација на проектот. Требаше малку порано да започнеме со реализација, меѓутоа поради парламентарните избори требаше малку да го одложиме и сметавме дека е битно да почекаме, бидејќи сакавме вниманието да биде одржано на проекта. За жал, кога се изборите, па вниманието е на други насоки. Јас порано работев во UNDP, таму се знаме. И во 2009 година, во рамките на проектот на UNDP, имавме иницијатива да поддржиме комисии за еднакви можности, создавање на тие комисии за еднакви можности веднаш после парламентарните избори во 2008 година и развивање на акцијските планови, значи годишни акцијски планови. Тоа беше направено врз основа на Законот за еднакви можности, кој што се усвои во 2006 година, при што освен создавање на комисиите, се именува и координаторите за еднакви можности. Мислам дека вие сте тука на општината. Што, значи, која е причина зошто нас Европска комисија не поддржа со овој проект? Не поддржа затоа што сакаме да испитаме еден малку поинаков начин на отварање и создавање на овие плановите, а во овој случај и ревидирање, што ваша општина има акцијски план за еднакви можности, а тоа е да планот како што е направен тогаш во 2009 година. 2009 со важност 2010 и 2011. Така, да отвориме можност за учество и на невладени организации. Во овој случај, значи, невладени организации кои што се поканети да учествуваат во процесот на ревидирање на планот, се не само невладени организации кои што се бават со правата на жените и еднакви можности, туку се пошироко. Невладени организации кои што работат на социјална вклученост, бидејќи сметаме дека родови прашања и еднакви можности се прашања кои што треба да се вметнат и на по други прашања, не се прашања сами по себе како такви. Во секој случај, значи, сакаме со овие 8 општини кои што ги спомната Мијела, да видиме, да испитаме, а и да во практика видиме кој е најдобар механизам во кој што општината, значи Комисија за еднакви можности, треба да ги вклучи и перспективите и гледиштата на цивилното општество кое што функционира во таа општина. Затоа, значи, врз основа на искуствата кои што ќе ги имаме од овој проект, тие искуства како вид на препораки ќе бидат дадени во Министерство за труд и социјална политика, всушност сектор за еднакви можности, кој што ќе ги иницира, ако веќе не е почнато, со иницирање на Законот за еднакви можности и фактички вклучување на овие аспекти. Бидејќи сметаме, а тоа пракса ни покажа од поранешното искуство, дека невладени организации треба да бидат вклучени кога се носи овој план, бидејќи на тој начин се отварат малку пошироко перспективите и прашањата и приоритетите, а од друга страна планот за еднакви можности како доста битен документ за општината, на едно место ги опфаќа сите активности кои што општина ќе ги превземе за да се подобрат одредени прашања. Со други зборови, значи, на денешниот состанок сакаме само да го презентираме проектот. Меѓутоа, веднаш едната недела би седнале, значи, и би се зафатиле со работа, што значи повторно во ваша општина, председател на Комисија за еднакви можности или координатор на Комисија за еднакви можности, како ќе се договорите, значи ќе го презентира акцијскиот план за еднакви можности и понатаму ќе го отвори на дискусија и на, значи, коментарите и како такви ќе добиеме основата за изработка на планот за 2012 година. Значи, тоа е една активност. Таа активност понатаму треба да биде проследена со вклучување на уште малку поширока група, а тоа е презентирање на така ревидираниот план за 2012 година
Значи планот кој што веќе ние на овој наредниот состанок би го изработиле, на тој состанок, тој план би се изработил, би се презентирал пред представници на местни заедници. Не знам колку местни заедници имате тука во Делчево? 25 урбани и местни. Урбани и местни, да, јас по едно име ги викам, меѓутоа се мисли и на урбани и на местни. Значи би се викнале представници во општина на тие 25 местни и урбани заедници и на нив исто така би им се презентирал планот и активностите кои што се состојат и се вклучени во планот. Овие кои што иницијално рековме ќе го дефинираме на наредниот состанок и откако би се добиле коментари, препораки, насоки и од нив, тогаш веќе сметаме дека планот како таков треба да се финишира и да влезе некаде октомври-ноември во процедура на усвојување во Советот, бидејќи тоа всушност ни представува законска обврска и општина како таква треба да го усвои планот за наредната година. Значи, едноставно, ова е доста, да речеме, праволиниски процес кој што ќе го водиме, ќе се состои од еден состанок нареден, додека, значи, сите сме се уште тука, да дадеме инпути на постоечкиот план, каде истиот би требало да се ревидира, да се дополни или па, доколку е добар, да се остави тако како што си е, само да се утврди. И откако таа нова драфт верзија од 2012 би била готова, значи истиот би требало да се представи пред представниците на местни и урбани заедници. Исто тоа ние би ја завршиле и општината во овој случај и Комисија за еднакви можности би ја завршиле обврската која што произлегува од законот и би имала, значи, нов акцијски план за еднакви можности релевантен за 2012 година. Освен овие активности во општината ќе сме предвиделе и активностите кои што се насочени на градење на капацитети. Имаме две работилници, во кои што работилници, значи сите невладини организации присутни денеска на овој состанок и доколку сметате дека треба да се прошири кругот во ред, значи отворени сме, не сме лимитирани по однос на бројченост на присуство и представници на Комисија за еднакви можности би посетиле две еднодневни работилници. Прва еднодневна работилница се однесува на вештините за лобирање и јавно застапување. Сметаме дека е тоа битно, бидејќи на овој начин ќе се може да се лобира и да се застапува за реализација на активностите предвидени од планот. Не знам, се насменавте, можеби, значи сте ги посетиле овие обуки, што е многу добро, може да пратите други членови од вашата организација, но од друга страна оваа обука ќе ја одржи, значи ќе се спроведе од Институтот Европеен од Чешка. Не знам кој вас ви ги држал обуките. Мене лично, значи, различни се сите. Ја и Даниела по сите обуки што сме оделе или што сме ги одржале па понатаму, се една американска школа. Значи сме учеле од учители од Америка и всушност сме се обиделе па потоа тие знаења некако да ги адаптираме за реалноста која што ни е тука во Македонија. Овој пат и јас сум многу заинтересирана да учествувам на таа конкретна обука што ќе се спроведе, бидејќи сакаме да видиме па што значи какви се тие концепти од Европа. Значи за прв пат мене барем ќе ми предава некој кој што доаѓа од земја членка на Европска унија, е институт кој што многу работи, не само во Чешка, меѓутоа и во други држави, но во секој случај да се навратиме во обуката, ќе видите значи што тоа значи во еден контекст кој што се подразбира лобирање и јавно застапување во, значи, Европа. Дали се разликуваат или не се разликуваат, што треба, што не треба, мислам дека ќе биде доста интересно. Значи, тоа е прва работилница и таа работилница нема да биде организирана тука во Делчево, туку бидејќи станува збор за 8 општини со кои што ние работиме, ќе ги групираме 4 општини, значи ќе бидат на едно место, други 4 општини на друго место, така да ќе предпоставам треба да се патува некаде. Втора работилница се однесува
ке има за тема да малку подлабоко отвори, ке може барем на вибрирање да го знаме. Ке поработи за воведување на концептот на еднакви можности и родов концепт во сите политики на делување на локално или централно ниво. Со други зборови, може би се сретнали со терминот, се вика gender mainstreaming. И тој gender mainstreaming некој поуспешно, некој помалку успешно го реализира. Значи сите да го сваќаме, меѓутоа за реализација на тој gender mainstreaming е нешто што може би треба повеќе да поработиме и мислам дека обуката ќе биде добро дојдена. Зошто велим така? Затоа што во овој случај сме поканени невладени организации во нашава група денеска, не знам од каде сите, не знам точно кои невладени организации, но сметаме дека родови прашања се прашања кои што треба да се тангираат и во областа на екологија, животна средина, на земјоделие, на политичко учество, да не набројувам многу други прашања. Затоа така реков и на почеток. Родови прашања се прашања кои што можеби више сме напреднале како држава и не се прашање само по себе. Тоа воведување во главните текови е нешто што се надеваме дека преку оваа втора работилница ќе постигнеме малку и да повежбаме и да видиме. Работилница е повторна еднодневна, значи нема многу време да ви одземаме, но па од друга страна ќе се одржи тука во Делчево од локални тренери кои што се од Македонија и всушност ќе имаме можност поинтерактивно да ги отвориме и дискутираме концептите. За втората збор. За втората. Значи првата е од Чешка ќе биде испорачена, втората ќе биде од тука од Македонија обучувачи. Значи со овие активности би се опфатиле активности кои што директно одат на локално ниво. Активностите кои што ги имаме на централно ниво, повторно ги зафаќат и локалните самоуправи, е поставување на врска помеѓу Комисија за еднакви можности на собрание и комисиите за еднакви можности на општините. Значи, закон, за жал, не предвидува и ова прашање воопшто не е уредено со законска регулатива и нема директни механизми кои што ќе дозволат да комуницират или се одвива некоја соработка помеѓу Собраниска комисија за еднакви можности и локалните комисии. Ние имавме среќа дека ни се случија предвремени парламентарни избори, пак имаме нова комисија. Но тој е основно реално дека имаме среќа. Имаме нова комисија и предпоставуваме дека со новото членство на комисија за еднакви можности во собрание ќе ги фатиме уште на самиот почеток и рачунаме дека ќе има интерес и од нивна страна, секогаш и од наша страна, да се воспостави некој механизам, кој што механизам понатаму ќе го дадеме како препорака на усвојување и официализирање. Значи, во овој случај ќе има низа на состаноци, 3 состанока, помеѓу представниците од комисии за еднакви можности на собрание и локалните комисии, за да се издефинират кои се тие протоколи на соработка и механизмите за размена на информација. Третата активност, а повторно која ги опфаќа сите активно вклучени страни, е студиско патување. Значи, нашиот партнер Европео ќе ни помогне во организирање на студиско патување за 18 члена од сите овие 8 општини, во кои што ќе има можност да се отиде во Чешка и да се видат разни нешта. Пред се, да се види како функционираат комисиите на локално ниво, да се види како соработуваат со невладени организации и пошироко цивилното општество и како функционира собрание во Чешка. Значи, тоа ќе биде курсо студиско патување од чинам 3 до 4 дена, меѓутоа доста интересно и ќе гледаме понудата да биде таа која што ќе дозволи размена на информации. Значи, не само да го видиме нивно искуство, туку и да го представиме искуството од Македонија и да видиме како би можеле да размениме информации и да унапредиме и наша, а и нивна работа. Значи, тие се активностите кои што ги имаме директно и уште една активност е
формирање на родова обсерваторија. Тоа е така наречена, не е институција директна, туку станува збор за веб портал, во кој што, значи, веб портал би се поставиле сите информации кои што се релевантни за прашањето на еднакви можности во Македонија. Во овој случај, значи, се мисли извештаите кои што доаѓаат од комисии за еднакви можности на локално ниво, комисиите на централно ниво, понатаму разни други анализи кои што се прават, ја тангират прашањето на еднакви можности, разни статистички податоци кои што да речеме Државниот завод за статистика ги објавува на своја веб страна, повторно би биле објавени или биле поврзани на оваа родова обсерваторија. Значи, сето тоа што се рачуна и се го има во Македонија, односно родови прашања и еднакви можности, да биде на едно место. Таа родова обсерваторија допрва ќе треба да видиме како поточно ќе ја поставиме, но во секој случај, значи, кога би ја имале и ќе ја имаме, ќе улесни и на практичарите, било на централно или на локално ниво, и на јавната администрација, и на тие кои што ги анализираат и ги пишуваат за овие прашања, да им биде полесно за да, значи, развиват политики или пишуваат анализи и утврдуваат состојбите во државата по однос на родови прашања. Значи, тоа е многу кусо кажано за проектот, бидејќи сакам да оставам прашања и за мисли и за прашања. Да сумирам уште еднаш, значи проектот се состои од две компоненти. Една компонента е на локална самоуправа, друга компонента е насочена кон собрание. Компонентата за комисии за еднакви можности и локална самоуправа опфаќа ревидирање на акцијските планови за еднаква можност, со вклучување на невладени организации, представување на ревидираниот план пред местни и урбани заедници и, предпоставам, усвојување на ревидираниот план од Совет на општините. Комисија за вториот тип на втората компонента на проектот е насочена кон поставување на врски помеѓу Комисија за еднакви можности во собрание и тие на локално ниво, и трета компонента се состои од студиско патување во Чешка и поставување на родова обсерваторија. Проектот, значи, започна, сега го чуваме, со активностите, подготвителни активности одија прошлите месеци, а треба да заврши до некаде максимум февруари месец 2012 година. Толку од мене, доколку имате прашања или коментари или рефлексии. Даниела Димитриевски, извршна директорка на Македонска женска лоби. Што е целта на денешниот состанок? Денешниот состанок имаше за цел да ги запознае актерите на овој проект, т.е. невладените организации и представниците од локалната самоуправа, што предвидува проектот кој што ние го имаме добиено од Европската комисија преку ИПА програмата. И имаше за цел да објасни кои се фазите и кои се очекувањата од наша и од нивна страна. Што содржи проектот? Еве објаснете го проектот. Че да се представам, јас сум Фердита Хаджијаха и Мери и проектот се состои од два вида на активности. Активности кои што се насочени на локална самоуправа, поточно Комисија за еднакви можности, и активности кои што се насочени кон Комисија за еднакви можности при собрание. Всушност, тука ние сакаме да промовираме еден поотворен и по-транспарентен и партиципативен начин, значи во општина Делчево, но и во 8 општини други низ цела Македонија, во кои што акцијските планови за родова еднаквост и еднакви можности ќе ги вклучат и во својата изработка, ќе ги вклучат и гледиштата од невладини организации. Значи, ова е за прв пат во Македонија, преку овие 8 општини ќе го тестираме кој е најдобар начин и од искуствата кои што ќе ги добиеме при реализирање на овој проект, ќе дадеме препораки како да се промени закон за еднакви можности, кој што е донесен во 2006 година. Проектот е на женското лоби. Проектот е носител на Македонското женско лоби, но секако во соработка е со
невладината организација ДСД од Македонија и Институтот Европеум од Чешка. Каква е улогата на општина Делчево? Улогата на општина Делчево е во суштина да најдеме начин да се помогнеме меѓу себе да направиме еден добар, издржлив акционен план кој што ќе кореспондира со потребите на граѓаните. Во исто време, овој проект ќе нуди и еден подруг светоглед, така да ќе се обидеме да направиме и врска со Собранието на Република Македонија, т.е. Комисијата за еднакви можности, како овие две комисии да, не само овие две во смисла на Делчево, него сите овие комисии да соработуваат меѓу себе и да дадат импакт на новиот закон за